Здраво на сите, елајте си на Шанк. Луѓе, што сте во расположени дека е викенд, кажете Милијан. Добро душа, сега некој може понеделник на начекат па ми вика кој црн викенд мори. Не, сериозно сите сме во расположени, насмејани, опуштени, релаксирани, ама нема да биде за долго така. Нема. Иде сезоната за купачи, за костими, за капење. А вие психички, веќе со паметот сте на плажа, ама физички не сте спремни. Знам. Плюс и модава, луѓе. Модава ќе не потапа сите. Која мода дојде, минималистички костими за капење. Вака само 2 точки овде, кај мажи една точка долу, да се покрие тоа што треба и толку и ние дебелите, да си го мислиме што да правиме. Што било убаво на бабати. На бабати колку е било убаво. Костим од тука до глужда долу. И се бања што се бања, го става да се суши до следната година, веќе дока јули, август, тука некаде, почнал да се подзасушува, за да можеш па да го облечеш. И сега овие што ми се најинтересни со линииве купачите. Како се сунчате на тоа? Шо викате после? Дома сум заспала на скарата, сум се заборавила од спиење на скарата и така. Вика, вака имаш тука, имаш таму, имаш вака, имаш онака, имаш. На Борат купачеве сте ги видела? Борат беше само со најбитниот дел што се покрива. Монобикини, не знам, така нешто беше. Нема врска. Туку издвајани згодни тела на плажа, дефинитивно ќе најдете, и тоа пред вашиот балкон, само доколку си земете стан од нашите пријатели од Охрид, кои ги имаат на најдобрите локации нивните станови, односно на сама Охридска ривиера. Па имате овде извајани тела, женски облини, мали купачиња, имате тука мажи депилирани, подепилирани од девојките се. Кој ви е крив што немате време да се средите, кој што има време цел ден да се чупа пред огледало. И сега ќе си купите на таков стан, да ти е мерак да излезеш на тераса да ги простреш алиштата. Значи да ти е мерак. Ја да живеам таму, а ќе живеам само да се организирам малку. Ќе излезам и со мерак ќе постелам алишта на тераса. Цак и си гледаш. Некој ќе гледа во момците, девојките, некој ќе гледа во езерото, кој како си ја наредил, има и женети луѓе. Ама вистина, мислам дека и машти со задоволство ќе ти простира алишта на тераса. Цел ден ќе вика жено, ај пушти уште една перална. Ама нема доволно алишта. Пушти, ајде, пушти, јас ќе ги прострам на тераса. И уживаш. Не, сериозно. Размислете убаво, јас мислам дека тоа станче е како погодено за вас, ама не очекувате дека ќе најдете многу танги, заради тоа што во Охрид уште сензација. Танга облекла во Охрид. По сите портали ја пишува. Секаде има слика. Танги ви се онаа крпава што нема никош да ја бидне за бришење. Знам дека танга во Охрид не сте облекли. Ја немам обличен во Охрид. Некем да ми има по портали. И така. Време е за кафе Македонија. Време е да се напиете убаво кафенце кој има 5 различни вкуса, собрани во една луксузна убава лименка. Тоа е нашето кафе од нашите пријатели која со задоволство ви го препорачуваме. И заедно со тие 5 различни вкуса собрани во едно ви даваме и 5 причини зошто треба да не гледате. Првата причина – многу смеење. Втората причина – уште повеќе смеење. Третата причина – нашиот гостин, актер и стендап комичар Бојан Велевски. Четвртата причина – ќе се убиете од смеење. Петата причина – 1000 евра. Шо вие, море? Кој има да ви даде 1000 евра? Нема 1000 евра, и сега смејте се. Уште еден господин во студиото на Шанк, затоа што ми замерија дека само жени сум викала, викам ајде ви мажи. Но веќе барем кога викаме мажи, нека бидат тоа харизматични мажи, духовити, кои ќе ве насмеат и расположат. Дами и господа, Бојан Велевски, добре ми дојде. Добро ве најдов. Како си ми? Па харизматично и како беше другото? И духовито. Да, само да не е симпатично, пошто највише мразам кога ќе ми каже некоја цура, види, ти се нешто и правиш муавет, да, река, дечко, симпатичен си и тука доаѓа моментот, али... Ама те гледам ко другари. И она, не, и тука она сега бира меѓу А, Б и С, дечко имам за учење факултет, не планирам врска и што беше третото? Што го кажа ти? Јас обично сум откачувала со... Леле, трудна сум главата, не знам кај ми не ме замара.
Сигурно бегаат до секундата. Автоматски, не мораш да се објаснуваш. Значи јас можам да го измам. Трудна сум со трето дете е бој. Не бе, ќе ми се така, че заради субвенциите не си игра играчки. право И рече ова пари ќе лапа чекај. Да. Вака трудна сум глада, не знам кај ме. И си Или ти постава прашање, а со трето или како? И не, еднаш ми се случи, викам, трудна сум глада, не знам кај ме сверти, ја имам деца таман. Почнаме со смеење како што ти е професијата. Па не, по принцип професијата знае да ми биде доста сериозна, али хобито ми е, да, стендапот ми е хоби. Што дефинираш како професија? Јас мислам дека стендапот го дефинираш како професија. Актерството е стендап или не? Не го ставаш во истиот кош, не? Актерство си е тоа башка. Стендапот ми е хоби кој што си го работам максимално професионално. Меѓутоа го работам кога имам време и кога можам. Сите обврски не ги прилагодувам према стендапот, стендапот го прилагодувам према стендапот. Ова не сум го знала, гледаш? Да. Иако те паметиме од наше мало, зградата Кармен, Бојан беше дел од таа екипа. Генерација овие, доки сега тие што имаат 16, 17, 18, тие више Тие што вака не можеш со тоа да ги задржиш на телевизија. Тие само на YouTube имаат гледано наше мало, чат пат ако фатиле на овие некои локални религионални религиозни телевизии. Имаш некои емисии за Бога, овие што се локални. Зборам за овие регионални телевизии, таму уште репризираат тоа. Тоа е за жал, телевизија нема што да даваат, па репризираат наше мало. Јас сум баш за да го даваат уште еднаш, да се Не, треба да се сними ново нешто. Јас сум против тоа веќе да се. Кои пари бе, Бојан, бе, со кои пари бе, ќе си удаме, немаме пари бе. Не се субвенционираат такви работи, зборувате за трето дете таму, не. Чекај, има субвенција за играна програма сега. Така? Да, треба 100.000 евра да даде државата, уште 100.000 евра да даде телевизијата. У принцип иде 100.000 евра дава државата и 100.000 евра дава државата. Што се 100.000 евра? 30.000, од тие 30.000 правиш серија, со другите 70.000 ги вртиш и уствари на крај телевизијата оѓара, сите други се узија. А со што ќе се почастиме ние што ќе глумиме? Па нема, сите сме узија. Ти работиш на добра волја, пошто ништо не се снима, ти вика дај се сними го ова, ќе те лансира, разбираш. А за љубав. Да. Среќа што не ме убедија порано така, бе, на телевизија да работиш, плата, сега ќе бидеш популарна. И филм кога се снима, прв муавет идеш кај продуцентот и он влага у канцеларија, ти го чекаш. Он влага и вака се прави вака, доаѓа, како седне и вака ти вика: нема пари овие, нема пари. Хајде Бојанче, што правиме со тебе сега? И викаш, па добро да се договориме за цена. Бе, нема што се договориме. Видите, ние партизански го правиме филмов. Тоа е. Да, бе, дека виче мине така ме имате излажано и за филм, ама за и проектов. Славна ќе бидеш, знаеш дека само ги се плати. Добро, многу зависи од режисерот, ако е квалитетен режисер, па онда правиш компензација. Добро, а гради ако покажуваат, не им плаќаат на женеве? Па ја имам покажано, никој не има платено. Не мислам сега за тебе, да, дека си... Имам 2-3 пати, имам и само иницијативно, викам, не, ама не. Града така не се покажа за без пари, ни за фракаве са. Не знам, види, не навлегувам. Дали ти фали дефинитивно да бидеш дел од таков проект, еве сега веќе кога го чипнавме таа тема. Па добро, посебно нешто што работев квалитетно, да речам, големо на филм беше до Балчак. Имав таму една фина улога, со оглед на големината на филмот, една солидна роља. Зборам во однос на појавување минути на екран, така што тоа е посебно нешто што сум го работел, тоа беше доста захтевно и тешко, и интересно и предизвикувачко исти момент, така што филм ми фали, знаеш, јас сум принцип филмски актер, мене така кариерата ми тргна со серии, со филмови и можам да набројам на двете раце телевизиски и филмски проекти, а на една рака да ги набројам театарските проекти, така што обично ке сите колеги обратно, не може да се добрат со театар, никогаш не застанале пред камера, што у принцип не е добро. Јас му посакувам на секој мој колега да му се случи тоа што на мене ми се случувало низ годините со филм, со играни серии, продукти од таков тип, а би сакал да ми се случи тоа што на другите пак не им се случува постојано во театар, така што се надевам дека во следниве години на кај театар малце ќе ме носи судбинава. Ќе видиме. Твојот прв проект поправиме го сум грешка, беше Наше мало или претходно имаш искуство со... Не, јас си снимав уште од 9 години, само што тоа беа... Тоа те лансираше тебе. Тоа мене ме прослави. Гледаш дека не те излажале? Поговорките на МТВ што ги снимав.
Тоа беше кога имав 9 години и 4-5 месеци. На 9 години поговорки снимаше. Што запамтил поговорки? Не знам, не се сеќавам. Кокошката на комшијата си кош поголема. Ја имав, имам тоа на касета дома. Требава да го пребацам на да го прибациш на DVD, сега ги опуштаме да манке си насмевна да видиме како изгледаш на Нешто зборев за некоја жаба. И тоа у Марков манастир беше. И знам дека у МТВ ни даваа од оние сендвичите што како ти кажам со поглавата ушите осакати. Уште тогаш се давале сендвичи. Да, значи сендвичи, али пази се. Сендвичите се со традиција. Тоа е, да, мислам, децениска, повеќе децениска традиција. И повеќе наменски. Да, и сега нешто беше најако. Значи, тој сендвич, да ти го дадат сега, како ти кажам, да ти го дадат дома за ручек, нели у нормални услови, како ти кажам, нема да го јадеш. Ова разбра дека сум скршила запсот леп пред 2-3 недели и затоа ми го правиш мојата, признај. Беше на завар тоа ми се. Цела тројка ми ја анимаше, од тврд. И слушај се, и доаѓаш ти на снимање цел ден, снимаш од сабајле од 7:30 до 4 сат, не ти даваат ништо да јадеш. Затоа што кога дојде сендвичот да ти се услади. Пошто иначе нема да го јадеш, брат. Значи нема шанс. Добро бе, деца сте како се тоа. Четврт леп, токав вака дебел кашкавал, оној од времето. Тој сега, вајда сега Југославија сум живеел 2 години, ама ја на тоа ме потсеќа, оној, знаеш, горе на врчот има од амбалажата белко. Она знаеш од имам родено после Југославија. Од кесичката, разбираш, тоа фатено што горчи. Тоа е тоа. Тоа е тој сендвич од МТВ на време. Ја дома еднаш погрешка фрлив му влусано сирење, 2 сати ми се дера, колку било скапла. Молим Боже, му влосано беше. Си направила грешка, Бога, многу го сакам тоа сирење. Јас чуе, Боже, му влосано, тоа се фрла, бре, оно било еден купари, кој ме не сте нормални бе луѓе. Дај, ќе го отвориме сирењето, стај го надвор, ќе му влоса. Во е тоа сирење. Кажи ми, сега си доста актуелен и посетуван низ Македонија на твоите стендап настапи, покрај актерството твојата, нели, како што дефиниравме, професија, хобито, е нешто по кое луѓето и доста те знаат, кој кажав, кој Бојан е Бојан, да, и оние интернет клипови, што уште знам на памет да ги цитирам, доста добри. Оној делот со сексот омилен. Разликата како има машко секс и женско. Чекај се, тоа иде у 6 емисија. Добро да, водењето љубов. Ќе ти дајме кондоми сега ако на крај, и за да не се секираш. Фала. Ли ќе ме спасите. Да не направам некој глупост. Да види минеме за да направиш трето дете, сега се многу пари ќе се фрлат, се прекинете веќе. Да. Не, сериозно, ги паметам, ова е комплимент искрено, заради тоа што беше освежување, ме насмеа. Онака си беше Бојан, ко Бојан. Природно, релаксиран, си кажеш што имаш да кажеш и излезе топ. Па добро, у тие клипови има разлика од клип до клип. Значи јас, не само јас, тука и луѓе кои што коментираат, кои што пратат, кои што ме следат, го коментираат тоа уште тогаш кога излегоа клиповите, дека во почетокот бев многу постегнат, имав проблем да се прешалтам од оној Бојан што е цел живот пред камера до оној Бојан што треба да седне и да биде најприроден пред камера. Бидејќи секојаш го има в тој момент кога ќе погледнеш у камера, онаа фаца на концентрација. И имав проблем со тоа, знаеш, пошто така сум израснал, мислам, од кога работиш тоа од 9 години, сега наеднаш на 20 години, 22-3 години ќе седнеш да правиш нешто сосема поразлично од тоа што си го работел до тој ден и имав проблем да се опушта малце, но како минуваше клип за клип, негде веќе од клипот за Facebook. Добар си? Добро бе, што ти рекам чути таму. Тука има некои бегалци тука. Ги шверцаме тука, да. Значи, Хасан, седи ми. добар е. Calm down. Ќе ти даеме точок, тишина. Не те враќам у Гевгелија, не се кире. И да се пришалтам. Да, значи да се прешалтам. И како поминуваше веќе после Facebook и средношколци беше врвот, значи тука дефинитивно више влегов скроз у шема и после тој клип може да се забележи дефинитивно дека сум многу поопуштен. Така што, тие клипови сами по себе, некако без некоја медиумска поддршка од овие портали и така натаму, сами од себе си се вртеа, луѓето клика, споделува и ете. Кога сме веќе кај клиповите, ќе ми го пратиш видеото така да можам да го најавам, нели? Се договоривме, да. Ќе ве замолам да останете овде и да погледнете ова Бојан ни го одвои. Да. И да погледнете како изгледа Бојан во елемент. И
Иначе, за тие што не ме знаат, јас сум Бојан Велевски, за тие што ме знаат, јас сум исто така Бојан Велевски. Иначе, као хоби се бавам со глума и со стендап, а по професија сум баксус. Сега ќе ви кажам и зашо. Значи, ја на времето, кога прв пат сум се родил, кој свати. Значи, на времето, татко ми многу сакал да има керка. Еве керката. Малце со брадичка. И тука има брад, ма не, тоа не е битно. Тоа беше ирелевантно беше. Непотребна информација. Тоа ти е као некој кој ќе ти дојде знаеш, си сети си правите мобити, се убацува трета особа, блиска, вика леле брат, како сум се посрал се у пичку, мат. Не, фала за информација, мислам, немаше да спијаме, брат. Кој ти курат за тие? Немаше да спијам, бе, затоа беше ирелевантна информација. Нема везе. И татко ми на времето многу сакал да има керка. Сега, татко ми се вика Зоран Велевски, ама на времето имаше туку у Скопје еден многу популарен балетан, повозрастни го знаат, се викаше исто така Зоран Велевски. Велам имаше, бидејќи човекот веќе не е меѓу нас. Јас сум роден у исти ден со керката на Зоран Велевски. Да, жива вистина. И доаѓа татко у болница, нели бидело тоа што бидело, доаѓа татко у болница, доктор вика Зоран Велевски, да, Зоран Велевски, сопруга Велевска, да, Велевска, да, земјите тори спрат горе, што биде? Керка! Ома тука вртење телефони, дедо баба една страна, дедо баба друга страна, чичко една страна, баба детета, сите доаѓа тука плекови музика, се дешава 300 ствари, бомбонјери фрчат скари тука, идат нагоре се качуваат на втори спрат, влага, еве вашата сопруга. Братче, ја може сум пијан. Ово е керка ми, брат, али ова не е жена ми 100%, еј. Женава го гледа, вика, доктор, ја не сум пијана, тазе породена. Ово е керка ми, али ово не е муж ми, другарче. Чекайте малце сега, Зоран Велевски? Да бе, да, Зоран Велевски. Велевска, да бе, да, Велевска. Балетанот, не бе, ја у железница работа. Ау, ти си другиот Зоран Велевски, бе. Ти си на трети спрат горе. И шо? Машко. Пудат. И дошол татко и кој ме видел, кој првите зборови му биле, пуда тибам, баксусо да тибам. И како да се вика детево да не се вика баксус, Бојан. И така се роди Бојан Велевски баксусот. Си насмеавте со Бојан, мојот гостин во студиото на Шанк. Тоа беше дел од стендап настап во Дом на Арама, еден од настап, од финалето. Каде што две сали два пати се наполнија за твој настап. Да, на мој изненадување, пријатно. Првата се распродаде брзо и побрзо од очекувањата и после тоа не очекувавме дека ќе има интерес за втора представа, меѓутоа пуштивме и втора и таа скоро беше распродадена, значи некои стотина карти максимум не се допродадоа, така што презадоволен сум. Фала Скопје. Кои се другите шанси да те гледаме и да се смееме со тебе, не само овде во Скопје, туку и низ Македонија? Кампањата е во тек. Турнијата, како да кажам, кампања. Па да, тоа е на некој начин кампања, али Има да ти изгласаме. Ме прашуваат, викат, добро, како успеа не е битно се кој град. Директорот вика, како успеа да наполниш салата, ми вика. Ја викам со сендвичи, бе брат, како да ја наполнам. Ти од мал си кажа, си знаеш како се тира работата. Со сендвичи, бе, да. И значи до сега поминавме околу, мислам дека се точно 15 градови, имаме преку 20 настапи, бидејќи не знам, во Скопје бевме 2 пати, во Штип 3 пати, во Гевгелија 2 пати. Еве сега во јуни продолжуваме со репризи, значи онаму каде што сме биле во октомври, ноември, сега одиме пак ќе одиме во Кочани, во Кавадарци, во не знам, не ми текнува се уште 2-3 града беа, Богданци не сме биле, ќе одиме, не знам. Каде се објавуваат настапите точно за да може да те побараат и секој да се информира? Освен Facebook страница, претпоставам таму. Да, значи Бојан Велевски фан пејдж може да си отворат да видат, таму има се, таму ги креираме нашите настани, значи се што е поврзано со турнејата може да го најдат таму и може да се информираат за секој град поединечно.
работиш професионално со менаџери, со тим за тебе кои се концентрирате на сите ситници, ама не беше така секогаш. Не беше така никогаш, се до оваа турнеја, каде што се роди потребата од тим, се роди потребата и од човек за контакт, значи од менаџер кој што тоа ќе си го работи ревносно. Тоа е една моја блиска и многу драга личност, присутна овде. А велат работата не се мешала, задоволството и работата не се мешала. Да. Тоа е многу битно да Или човек она- на кој што можеш да му веруваш. Ама ја таа поговорка да се многу грешка, сигурно што сум го викала. Само велат не го вади кај што јадеш. Само тоа велат. Точна поговорка. Ова не оди во 6 сат, дефинитивно. Се шегуваме, Бојан. Ја многу јадам, тоа е проблем од кога? Кажи ми кога тоа е жајно. Шо ново се спрема? Ето, тоа е секогаш последното прашање на секој интервју, тоа јас сакам да не бидам клише, ама Продолжуваме со тур де стендап, продолжуваме низ Македонија, се уште не сме биле во Западна Македонија и не сме биле до крај низ Централна Македонија, така што ни останува доста Прилеп, Битола, Велес, Богданци, Кичево, Гостивар, Охрид, Струга, Тетово, Куманово, тоа се све градови. Не? Тоа се се градови каде што ќе одиме, каде што планираме да одиме. До сега секаде наидуваме на огромна поддршка и од домовите на култура и фала и на публиката, и тие се доста во фина бројка секаде, некаде распродадено, некаде добро продадено, така што тоа е тоа. И најново е да се пофалам, значи, како што кажат, се трудиме да работиме по сите стандарди. Најново е тоа што направивме вебсайт bojanvelevski.com, отворен, готов, спремен, лансиран, може да го отворат гледачите таму. Ќе може да најдат се што може да се најде за мене, се што може да се најде за турнејата и работи кои што се интересни и досега никаде не сум ги кажал, не сум ги објавил и им најавувам на сите оние кои што се заинтересирани за стендап дека ќе отворам наскоро нова секција ќе го надградам сајтот со објави за како да напишеш стендап материјал со сите оние чекори основни. Иако е некој талентиран за стендап, може да се обрати кај тебе како ментор. Слободно, јас само да напоменам дека новаа турнеја промовираме и нови лица, така што веќе има еден мој колега, Маријан Ангеловски, кој што беше на 10 настапи со Мене не ме зимаш, бе, Бојан? Или уште не ме бидува, уште ме опцијам за учење? Не, ќе ме засениш, не можам да те земам, болја си од мене. Пред да те испретам, биди така. Пази Хасан да не го згади. Хасан, не се вознемири. Хасан беше? Ова е за тебе. Добро. Го немам прочитано. Чекај, овие се сите различни или не се ти Чекај, сега ги стам на очарите, сите се различни. Ти посакувам живот во кој твоите соништа ќе се остварат. Пријатели ќе бидат љубезни со тебе, не се откажувај. Да најдеш својата страст. Многу насмевки и уживање, убав живот, многу љубов, да сакаш, многу можности. Учи од своите грешки, не немаме време тука емисија. Не, и ова е за тебе. Тоа е од Пан, нашите пријатели, Пан Принт. Купи слика.мк. Топ. Ова ти е да си бидеш безбеден. И сега, Бухи, ова ми е кафето и ти ќе ни вариш кафе. Чекај сега, Знаеш да вариш кафе? За безбедноста, мој кајш укола или тоа не се рачуна. Ова за уште тоа укола кој исто укола. И ова кафе ќе правиме сега. Ќе вариме кафе. Не ти го дам пакетче, ќе ти дам друго имам за тебе. Ова си е моje за кафе прајање. Добро, нема проблем. Одиме да правиме кафе. Вие останете тука. Не ти треба тие за кафе ќе пиеме. Некои кафиња ги купувате за наградни игри, а некои за уживање. Доколку сакате врвен квалитет и вкус, пробајте го Елит Делукс, мешавина од најквалитетните зрна за вистинските гурмани на турско кафе. 25 години со вас. Елит кафе. За прв пат на Охридската ривиера ексклузивни цени со 25% попуст, почнувајќи од 1250 евра на рати. Можност за купување преку стамбен кредит од Комерцијална банка АД Скопје со рок на отплата до 30 години.
Каматна стапка од 2,9 годишна фиксна за првите 3 години и 6,85% годишна променлива за останатиот период на отплата, без надомест за одобрување на кредит и без трошоци за процена на вредност на хипотека. Што ми се фини овие колеги во студио, се местам се поднапрема, кама, добра сум, арна сум, ми вика колега, арна си какви ги има, бога ми какви ги има. Сега ми текна еден добар муавет за кондомите. Ние имаме кондоми овде. Нашите пријатели секој ден да подсетуваат дека треба да користите кондоми. И знаете зашто треба да користите кондоми? Од проста причина, што некои го вадат на време, некои се женат. За да не почнува вашата приказна, односно да не морате да велите на вашето дете абе мајка, татко ти еднаш не го извади на време и ќе си користите ова. Друг момент, што многу ми се допаѓа, директорски муавет. Секретарки две прават муавет меѓу себе. Значи, овој мојот рече дека јас сум единствена швалерка. Го фатив, има друга, му ги најдев кондомите. И ова, знаеш што? И јас истото го видов. Фатив, земав, ги дупнав сите кондоми со игла. И онаа трета на кафекуварицата што нели секретарка се избацува. Арам да ви е! И на двете! Ти што си ги дупнала со игла кондомите, тебе најарам да ти е. Директорот имал не втора, трета. Не е лесен директорскиот живот, воопште не е. Замисли сите тие кафани, сите тие јадења, пиења. Тоа не е лесна работа. Намисли кој ќе ти се скара девојката, ќе ти се налути швалерката, ќе те устаи жената и се тоа во исти ден. И после речи ми, лесно било да си директор. Како беше пред 2 недели, јадал дома што најде, што има во фрижидер, вода пиел од чешма без проблем, сега ти вика, а не, строго флаширана вода. Стомакот не ми е навикнат на онаа чешма. Мајката, а пред 2 недели каква пиеш? Од чешма. И така, не е лесно да си директор. Не е лесно и да имаш вработени на кои треба да им го фатиш крајот. Пример, сега пред некој ден ми текна, дека сакам многу да патувам, ама дека немам финанси за тоа. Знаеш како велат старите, колку што ти е чергата, толку обтегни си ги нозете. Мене секогаш гуждовите ми штрчат надвор од чергичета, ама ќе се снајдеш. Ми текна дека е многу актуелно да одиш во Париз, пред Ајфеловата кула, да направиш селфи, многу е актуелно да одиш во Рим, во Барселона, ги гледам сега шетаат. Се убаво тоа, луѓе. Арна, ама ако немаш пари, еве ви една друга, доста добра идеја. Ќе се јавите кај моите пријатели Panprint, kupislika.mk, ќе си порачате една Ајфелова кула во Париз. Тапет, вака, позади како ова. Цел ден ќе си правите селфиња и никој нема ни да посумња дека не сте во Париз. Никој! Нема шанси. Ем ефтино, ем ги имате сликите за на Facebook, ем вие се чувствувате нашетано. Или уште поубаво, вашата канцеларија си ја правите на тапет дома. И си седиш цел ден, си излежаваш по дома, ти звони газата на Skype, да предпоставиме дека директоров ти е некаде од друга земја и ти му се избацуваш на Skype со камерата, позади имаш Panprint, тапет, слика, канцеларија. Овој ти вика, шо правиш бе, мали? Газда, цел ден у канцеларија се убивам од работење. Пробајте, мене советите ми држат вода. Џабе ми викаат, ајде ти плавуша си. Као демек, знаеш кај почнуваат плановите на плавушите? Таму кај што завршува логиката. Не, нема врска, не е точно. Сега е време само да се сложам со тоа дека плавушите некако послабо возат кола. Или само јас таа работа. Можно е. Оди плавуша да полага возачки испит и на прашање вели што е тоа што регулира крстосница во сообраќајот. И ова мисли, јој, му се видела таква згодна како мене, да ја помогне. Ајде, господице, јас ќе ви помогнам. Жолто, зелено, црвено. Мислам дека е жолто. Не е за секој кола, ама за тоа што е кола, дефинитивно ви предлагам од исто така нашите пријатели да се одберете квалитетна колича. Јас возам Hyundai i30, не дека имам 30 години, кој побогу ме праша тоа, абе, тебе ти дала Hyundai i30, дека имаш 30.
Таа личност во моментов има окава вака уста, од чога шлапнав така добро сум го подкачила со прстенот. Не, возам Hyundai i30 затоа што во моментов според мене тоа е најдобрата кола, меѓутоа и останатите коли што ви понудам, мислам дека ќе ви се бендисат, вие само соберете пари. И нормално гледајте на Шанк, следете на редовно што правиме на Facebook, аплодираме сликичиња, ставаме клипчиња, пак ставаме клипчиња, повеќето се селфиња од мене, ама како и да, следете на Facebook и секогаш дознаете први што има ново на Шанк. Толку Македонија, Шанкот се затвора до следната дружба.